Темите од образованието остануваат во фокусот. Моја следна соговорничка е професорката Елизабета Секерарска. Добро утро, ви благодарам што прифативте да бидете дел од денешниот утренски брифинг. Добро утро, долу си вашите гледачи, поздрав. Благодарам на поканата секако. Она што е актуелно од образованието, освен државната матура, во текот на изминатите неколку денови беа објавени резултатите од матурата, но исто така она што е многу важно е почетокот на следната учебна година. Во моментов се наоѓаме во некоја неизвестна состојба со пандемијата и со коронавирусот. Не знаеме каква ќе биде епидемиолошката слика утре, за месец, 2-3, а секако година и пол, речиси 2 години, учениците не одат во училиште, не посетуваа настава, па сега се прават калкулации како понатаму, како од септември. Министерството за образование и наука објави неколку можни сценарија, секако поврзани со тоа каква ќе биде епидемиолошката слика, а планот содржи неколку модели за настава на далечина и комбиниран модел. Професорке, какво е вашето мислење? Што треба да правиме од септември и дали е редно време учениците да се вратат назад во училишните клупи? Така. Значи, она што е сигурно, се извинувам, што јас постојано го повторувам, низ овој мачен пандемичен период, година и пол, речиси 2 наназад, е фактот дека не постои учител на кого не му недостасува училницата. Тоа сигурно. Значи, би сакала тука да кажам пред се дека искрено жалам што се создаде можеби една таква атмосфера во која ние имавме незаслужен, комплетно, како наставници, мислам, незаслужен статус на луѓе кои не сакаат да одат на работа. Зборам тука за со сета почит, секако. Меѓутоа зборам за очигледната тивка или силна иницијатива на дел од родителите, кои целиот овој период инсистираа децата да се вратат во клупите под закрила на фактот дека доколку не се во училница, нели ќе останат неписмени и слично. Тоа е, мислам, нешто што прво треба да се изговори. Тоа е сепак нашиот оној базичен учебен простор каде што ние разменуваме емоции, не само знаења, каде што ги гледаме децата како раснат и созреваат и каде учиме едни од други меѓусебно, не само тие од нас. Значи, останува фактот дека тој учебен простор на сите ни недостасува. Меѓутоа, ако појдеме од фактот дека овој ваков силен галоп на короната и многу непредвидливи манифестации кои ги видовме незини низ овој период наназад, сепак би кажала дека мора да се биде многу внимателен. Не знаеме, периодот до есен е прилично долг. Еве сега слушаме за вакви соеви, онакви соеви, за нови случаи, за од друга страна, сите сме некако после вакцинирањето, поголем дел од популацијата што се вакцинираше, е прилично покомотна, поопуштена и со право, затоа што се чувствува, нели, барем малку заштитена. Меѓутоа, постои голем дел од популацијата што е против вакцинирањето, што, нели, сепак се покажува во моментов како единствен механизам кој може да се справи, барем делумно со овој ужас. Многу е дискутабилно. Сите 3 сценарија треба внимателно да се одмерат. Според мене, сепак треба да се почека, треба да се биде внимателен и со изјавите, и нормално со работка на сите кои се директно меѓусебна, на сите кои се директно инволвирани во воспитно-образовниот процес. Надлежните институции кои внимателно треба да ја следат епидемиолошката состојба и да се на постојан линк со здравствените инстанции кои се најповикани за тоа. Соработката со родителите кои покрај тоа што сметаат дека на децата им е доста дома, нели, треба да се вратат, и нормално ние кои, и пак ќе кажам, можеби најмногу сакаме да се вратиме, затоа што тоа е сепак место каде што припаѓаме. Професорке, дали вие се вакциниравте и каков е вашиот став за оние професори и наставници кои се против вакцинација? Треба ли да биде имунизиран целокупниот наставен кадар пред почетокот на учебната година? Да, јас сум вакцинирана со 2 дози и моето семејство комплетно. Лично сметам дека вакцината, пак ќе кажеме, единствениот избор сега. Ако сакаме барем да се обидеме да се справиме.
очигледно се работи за многу силен непријател, кој што се јавува во различни манифестации, мутира, веќе не знаеме со што имаме работа и од каде може да не трефне, нели? Границите сега се отворени, лето е, луѓето се раздвижуваат, одат на годишни одмори и слично. Не е мое да осудувам. Значи, јас сметам дека колективна свест може да се оформи само со индивидуална свест. Значи, секој наставник, го зборувам за мојот став, треба да се вакцинира затоа што ќе работи со деца и да се заштити и себе си и нив, сигурно. Мислам дека имунизацијата е сепак единственото решение сега и тоа треба да излеземе веќе од тие стеги на антиваксерство, на недоверба, на многу брзо направени вакцини, па што кријат вакцините, значи немаме време за губење време. Тоа е проблемот затоа што ако ги погледнеме оние семејства кои за жал останаа без некој свој во периодов, семејствата кои се уште имаат некој кој се бори со болестите, луѓето кои прележа, а имаат пост-ковид потешкоти. Значи, навистина треба сериозно да гледаме на овој непријател. Како да се наоѓаме на минско поле, а кога тоа би било така, ако себе се замислиме дека се наоѓаме на минско поле, ние нема да газиме без да гледаме каде газиме. Или ако се наоѓаме на празен простор каде што пукаат куршуми, ние ќе сакаме да се засолнеме и да се спасиме. Ова е таква битка. Буквално да така бараме се начин чувствуваме да се во последнава година и пол. Во текот на изминатите неколку дена, откако почна повторно расправата за тоа дали децата треба да се вратат во септември во училишните клупи, дел од докторите излегоа и со своји ставови на социјалните мрежи, а дел од предлозите беа на учениците да им се направи тест за антитела. Што мислите вие за овој предлог? Би можело ли вакво едно решение да гарантира безбедна учебна година? Сега, како да ви кажам, јас не сум медицинско лице, па не можам да зборам од тој аспект. Меѓутоа, ако медицинската фела смета дека тоа е еден механизам кој ќе покаже дали децата прележале или не, нели? Во смисла на тоа дали имаат антитела или не, пак ќе кажам, мора да ги бараме сите можни решенија и излези. Ако се смета, ако фелата во која јас сакам да верувам, затоа што мислам дека на оваа земја недостасува доверба во професионалните луѓе, независно на која сфера припаѓаат. Тоа се сепак професионалци и одмеруваат, верувам дека е така, што се би можело да се направи, а да се трасира патот за враќање на децата во клупите. Верувам дека тоа е еден од пристапите за кои тие сигурно прилично вака сериозно размислувале. Може би треба да се проба и со тоа, да. Постојано велиме дека оваа година пандемиска можеби најлошо ќе се одрази на оние ученици кои се во последната година од образованието или на оние кои се во првата, бидејќи едните нормално немаат вообичаен завршеток на годината, се е некако видоизменето, а пак другите овие кои почнуваат до прва, кои се прва година, тие пак воопшто и не си ги познаваат своите соученици. Каков е вашиот впечаток? Како ќе се одрази сето ова, барем на овие неколку години кои се, кризни години ќе ги наречам? Значи, останува фактот дека учениците се сепак, и младите дефинитивно, се сепак најмногу на удар. Првин затоа што не идејќи во клуб, во редовно, нели, со физичко присуство, се губи оној аспект на дружба кој на нив како на млади секако им недостасува. Дел од младите за кои вие зборувате, кои почнуваат сега со прва година, значи не ги знаат со учениците, не е едноставно. Пак ќе кажам, за нив е најтешко. Овие што си одат, си заминуваат во сепак не знаеме и понатаму како ќе биде. Нив им е сепак најтешко, се сложувам. Меѓутоа, пак ќе кажам вака и се надевам дека правилно ќе бидам разберена. Независно од фактот што реков пред малку, училницата е просторот кој не сите не недостасува. Пак мислам дека во вонредни услови треба да се прилагодуваме со вонредни постапки и да ги уважуваме вонредните мерки кои се неизбежни, затоа што треба да преживееме и да останеме живи и здрави, тоа е сепак приоритетот во вакви услови. Училницата може да биде секаде.
лично сметам, со сета почит, пак ќе кажам дека фелата која била по, како да кажам да не изгрешам, едноставно тоа мора така да се изговори. Оној кој не работел во училница, условно земено, не работи и онлайн. Затоа што тоа е осет за одговорност и тоа е припадност кон професијата во која се вложувате себе си. Значи, прво тоа е фактот. Зборувам за оној дел од наставниците. Исто е и со учениците. Значи, оние кои учеле во клупите, ги сваќаат обврските и во онлайн наставата. Значи, учат, даваат се о себе, не е едноставно, затоа што сите модуси на комуникација, на пренос на знаења се е различно, потешко, покомплексно, бара многу прилагодување од сите, меѓутоа одговорност е универзален поем, не е географски, ако ме разбирате. Значи, секој кој што се вложува себе си, независно дали е ученик, наставник, се вложува себе си било каде, затоа што сака да се потроши како наставник или сака да научи како ученик. Тоа е така. А инаку околу тој аспект на дружба, тоа е факт. И тоа е дел од тежината која мора да ја прифатиме како фактичка состојба. Искрено се надевам дека сепак набрзо ќе се вратиме во нормала колку е тоа можно. А инаку, ако ми дозволите, мислам дека ова што јас го гледам, ужасов ќе трае едноставно. Нема, еве сега и вакцините сигурно помагаат, меѓутоа ова ќе се повторува, ќе се мутираат нови соеви, ништо не е готово и треба многу да се внимава. Освен епидемиолошката дебата во јавноста, се уште трае и онаа квалитативна дебата за реформите во образованието. Министерството за образование и наука го повлече законот, но не се откажува од идејата за дигитализација. Од друга страна пак слушаме од дел од загрижени родители кои пак најавуваат бојкот на наставата. Сега, ако ја сумираме состојбата, онлайн учење принудно поради пандемија, сите овие тектонски промени што ги направи пандемијата, што ќе се случи доколку повторно некои родители се одлучат на бојкот на наставата? Прашувам како ќе влијае тоа на нивните деца? Знаете како, значи јас паѓам во оние професори, наставници кои се секогаш на страната на детето. Апсолутно. Мислам дека секоја неправилност која влијае врз нив треба да биде изговорена и треба да се застане јавно против неа. Меѓутоа, во конкретниот случај мислам вака. Доста пишував на таа тема. Лично сметам дека се крена многу непотребен прав околу дигитализацијата на учебниците. Мислам дека од јавното експонирање на дел од родителите ми паѓа во очи што во основа и немаат здрава представа што дигитализацијата значи. Значи, она што е многу битно по мене, учебникот е основно помагало. Би сакала да видам здрав, издржан револт и со право на родители кои би се бунеле против содржината на учебниците, а не против формата во која тие ќе се употребуваат. Значи, сведочиме низ годините наназад и затоа многу сум пишувала и сме зборувале како фела и во дел од емисиите во кои сум учествувала, нели? Она што треба да се направи е сериозен зафат во поглед на учебникарството, затоа што се уште имаме учебници кои се катастрофални по содржина, кои се контаминирачки за младите, кои се со неточни факти, кои се со застарени содржини. Или дискриминирачки. Точно. Значи во 21 век вие да го учите детето дека не знам, жената е за дошпоретот и да чува деца, или не знам, мажот е главата на куќата, или што е граѓанско право, што е слобода на говор. Значи, постојат учебници со такви содржини кои мене искрено ме оставаат без текст. Децата учат од такви учебници. Родителот за таков учебник треба да стане. Со право. Не да стане за учебник кој е во дигитализирана форма. Дали очекувате новата форма да значи и променета, поточно поквалитетна содржина? Сакам да верувам дека е тоа така. Затоа што мислам дека нели кај сите постои доза на разочарување, можеби од доцнење на некои зафати кои требаше многу порано, можеби спороста на определени аспекти на
внесување на промени и слично. Многу пати сум кажала досега, реформите се апсолутно потребни. Тоа го покажуваат резултатите на нашите деца, тоа го покажува и на внатрешни во училницата, да речем интерно гледано, и да не зборувам за надворешните дневни експонирања каде што се писат тестовите, каде што секогаш сме на дното. И каде што копнеш гледаме во системи кои продуцираат ученици кои се секогаш на врвот. А кога тоа што тие системи го имаат, сакаме да го воведеме кај нас, тогаш имаме отпор. Мислам на тоа треба многу да се работи, сигурно. И за заокружување на разговорот, мора да прашам, во кој степен на образование сметате дека најмногу се потребни реформи? Ве прашувам, бидејќи постојано и сите ваши колеги од останатите степени на образование ја потенцираат потребата од реформи, од основното до највисокото. Каде сметате дека имаме, еве ќе кажам, најслаба алка? Знаете како, лично сметам дека тие зафати треба да идат паралелно по нивоа. Значи, мора да се почне од базата, како кога градите куќа. Нормално, треба да ги имате темелите за да можете да ги изградите цврстите ѕидови и кровот, конечно, најгоре. Зафатот секако треба да почне од основното образование. Да се излезе од стегите на формата, а да се залагаме за содржината, која во Кембридж програмата по мене треба да се тргне. Затоа што остава несогледливи последици по децата кои ќе дојдат во средно, манифестираат незнаење, едноставно. Значи, ако и тоа незнаење го теглат низ средното училиште, кое е задолжително, а кое лично сметам дека еден знак прашање тука, пред задолжителноста би требало да се стави. И истото тоа незнаење го носат како ментален баласт после на факултетите и завршуваат факултети со дискутабилен квантум на сознанија по сите основи. Значи, тоа се последиците по децата. Реформите се прават во пресек, се почнува од ниското ниво, најниското образовно ниво, меѓутоа не значи дека треба да се чека најдоле како ќе биде, па тоа ќе пројдат децении и децении. Треба паралелни сериозни зафати по сите нивоа. Професорке, благодарам што одвоивте време утринова да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Ви благодарам и вам на програмата, на поканата. Поздрав се негово.